Движењето на струјата е еколошко и тивко. Ја нема онаа типична звучна загаденост која се јавува од моторите на внатрешно согорување. Електричниот погон, како што реков, е извонреден, но тој треба да се наполни. Батериите треба да се наполнат. Во град Скопје има неколку пунктови за полнење на батериите, а еден е кај Залошката градина веднаш до собранието на град Скопје, каде впрочем и јас се упатив. Да се наполни една батерија на електричен, односно плагин хибрид, треба време. Треба време бидејќи полнењето на батериите изискува одредено време на полнење, во зависност од каков е полнечот. Еве, овие полначи што се тука поставени низ градот Скопје овозможуваат да се полнат батериите непречено. Она што морам да го пофалам е тоа што сега свеста на возачите е повисока, па затоа на местата кои се резервирани за полнење на електричните и плагин хибридите нема паркирано неадекватни возила. Тоа е првата предност. Како кај сите плагин хибриди, опремата за полнење се наоѓа во задниот дел, односно во гепекот. BMW X5 поради своите зголемени батерии нема веќе трет ред на седишта, како што имаат повеќето конкуренти, а самата опрема за полнење се наоѓа тука. За жал, сериски доаѓа само полначот кој може да се приклучи на струја од 220 волти, додека оние побрзите кабли кои се ставаат во полначите кои се поставени низ Скопје чинат дополнителни 400 евра. Додека се полни батеријата, односно додека ќе освежиме малку батеријата, ќе посветиме време на внатрешноста. А внатрешноста ме подсетува на луксуз и раскош. Можам слободно да кажам дека во внатрешноста на BMW X5 се чувствувам како во аристократска гарсонјера. Зошто? Бидејќи секаде околу вас има извонредно квалитетна кожа. Гледајте ја само палката на менувачот, која впрочем и не се користи многу, но е направена од Сваровски. Истото се случува и со ротациониот селектор кој е на самата централна конзола. Околу мене се насекаде цитати на висока технологија, а за возење не треба многу. Потребно е само да се допре копчето и веднаш се буди електричниот мод на работење, а тоа е извонредно тивок. Во градски услови на возење BMW X5 плагин хибрид можете слободно да го возите само на струја. Се разбира доколку ви се наполнети батериите. Тие имаат капацитет од нешто повеќе од 17 киловат-часови и овозможуваат автономија од 62 километри. Звукот на тишината при движењето е навистина возбудливо. Во градски услови на возење немате потреба никаде да брзате. Например, во Дебар мало ограничувањето на брзината на движење е 30 км на час. Тоа е сосема доволно за да се движите нечујно како нинџа низ улиците на градот. Секако дека овој електромотор кој располага со некаде околу 120 на конски сили има потенцијал да забрза одлично. Впрочем, тоа и го направивме. Гледате, електромоторот има извонреден вртежен момент и забрзување, но не е поентата во тоа. Поентата е еколошки да се движите низ улиците на нашиот град и на секој град на оваа планета. Возењето на
BMW X5 во плагин хибридна изведба е посебно искуство. Бидејќи имате можност да го возите само на струја, во спортски мод на возење, потоа во хибриден мод на возење, а овие модови ќе ги објасниме. Во овој момент возам на електричен модус на возење. Батериите се способни да испорачаат, барем како што е декларирано, 62 км возење исклучиво на струја. За тоа е потребно да се наполнат батериите. Но, кога ќе го префрлам во хибридниот мод на возење, тогаш работењето на двата мотори е избалансирано. Испод хаубата имаме 6-цилиндричен реден бензински мотор кој испорачува 278 конски сили. Во синергија со електричниот мотор, тој кој има 119 конски сили, заедно испорачуваат 389 конски сили, што е извонреден податок и фантастичен податок. Тоа е рамно на едно многу добро спортско возило. Па дури имаме и Ферари кој има околу 400 конски сили. Дали може да се уживаат овие 400 конски сили? Секако дека може, бидејќи работењето на двата мотори го претвора BMW X5 во плагин хибридна изведба од едно семејно ориентирано и луксузно возило во вистински волк во јагнешка кожа. Можете со него да направите што сакате. Јас во овој момент ќе ја префрлам електрониката да делува во модусот спорт, бидејќи подобро можам да ги осетам тие 390 конски сили. И она што ме фасцинира, тоа е што го слушам продорниот звук на 6-цилиндерскиот реден мотор. Вид овозможува навистина потентни забрзувања кои, слушате и сами, го лачат адреналинот, но и ендорфинот во вашето тело. Оваа изведба на X5 тежи 2,7 тони, но поради моќноста на моторот и синергијата на двата мотори, таа се однесува како да е 1 тон полесна. Погонот на сите тркала ви овозможува да извлечете максимум од оваа комбинација. Целиот склоп на X5 е механички извонреден. Уште подобро би ми се допаднал и би бил уште подобар доколку управувачот не би бил толку лесен. Тој ви дава добар фидбек, но мислам дека за вака потентно возило треба да имате управувач кој е малку поодговорен, како што е, да кажеме, кај лимузините, но сепак високото тежиште го прави своето. Смалената потрошувачка се одразува на економичноста, впрочем тоа е и целта на плагин хибридите. Во првите 100 километри, кој доколку ви е полна батеријата од 17 киловат часа, можете да поминете 62 километри на струја. И во првите 100 километри, значи оние другите 38 ако ги извозите на бензин, тогаш емисијата на CO2 може да ја спуштите и до 38 грама. А кога се зборува за спортско корисните возила, мора да напоменам дека BMW високо се искачи над конкуренцијата. Можеби не може да се спореди со перформансите со еден Porsche Cayenne, но секако дека има голема предност во однос на сите останати луксузни, односно премиум марки кои се негови директни конкуренти. Јас топло ве поздравувам, ви посакувам да останете во добро расположение и здравје до нашата следна средба за 7 дена. До гледање.